Денес, кога сум во обиколка на нашата јужна граница, пред малку бевме во транзитниот центар за бегалци и мигранти, каде што се запознавме со условите во кои се задржуваат лицата кои тука имаат пристигнато илегално. Има околу 30 на лица кои понатаму чекаат да го регулираат својот статус. А овде сме во објектот во кој се сместени припадниците на нашата армија, која служи за асистенција во подршка на обезбедување на нашата јужна граница. Посебно ми е драго кога гледам дека нашите надлежни органи и припадниците на МВР и припадниците на нашата армија работат заеднички. Она што е дополнителна вредност на нивниот вакви заеднички настап е тоа што работиме заедно и со странски партнери, со оние со кои наскоро ќе бидеме и заедно во НАТО алијансата и ќе соработуваме и во рамки на Европската унија во незината безбедносна и воена компонента. Знаете дека во овој дел од границата ние го продолживме како држава. Таа кризна состојба продолживме за 6 месеци и тоа е во континуитет веќе 4-та година. Од она што го чув на брифингот од надлежните старешини и овде и во транзитниот центар, нема никакви индикатори дека бројката на илегални мигранти и бегалци се зголемува. Меѓутоа добро е што сме подготвени и ако има зголемување на таа бројка да ги пречекаме, се разбира низ процедура и низ соработка со Меѓународната организација за миграции. Значи, како што Република Северна Македонија беше една од најважните алки во тој синџир за време на големата бегалска криза на така наречената Балканска рута, и како што добивме највисоки можни оценки, најдобри квалификации за дочекот, пристапот и прифатот на тие бегалци, така и сега сме подготвени, ако затреба, да постапиме на сличен начин. Значи, можеме само да ги пофалиме припадниците на нашата армија и се разбира и припадниците на МВР, кои работат овде веќе 4-та година, редовни ротации, во различни временски услови, со цел ние да бидеме безбедни, нашите граници да бидат безбедни и при тоа се разбира секој илегално поминување да помине во рамките на меѓународните правила и прописи за државата да добие највисоки можни оценки и од аспект на почитување на правото на тие луѓе кои имаат право да бидат прифатени, имаат право да бидат овде третирани на достоинствен начин.